Ви благодарам многу, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата. Денес имаме крајно битна точка, затоа што денес ќе се бира председателот, тоест новиот председател на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и комунален отпад. Ова е можеби една од најглавните точки кои ќе ги имаме оваа година, затоа што оваа точка откако ќе помине, ќе се одреди судбината за нашите граѓани во следниот догледен период. Пред да преминеме на самото именување на кадровското решение, јас сакам да извадам еден цитат од 2022 од Европскиот парламент во дискусиите кога настана тогашната, од тогашната криза во 2022. Вели, важно е да се истекне дека енергетската сиромаштија не е личен товар, туку политичко фијаско. Зашто треба политички одговор. Не е ничи личен неуспех доколку не може да ги плати сметките на крајот на месецот. Тоа е проблем на структурна неправда со јасни коренски причини. Недостатокот на енергетска сигурност кај голем број на семејства во Македонија директно храни систем на лични профити на поединци и на фирми. Тоа што во 2022 година се дискутирало во Европскиот парламент, кај нас се случи спротивното. Тогашниот инстинкт на властите во Република Македонија беше да се овозможи влез за нивните семејства во бизнисот со струја, кога индустријата регистрираше максимални профити. Сокрунисувањето на Мицковски на позиција на премиер на Република Македонија можеби почнува и најзагрижувачкиот период за енергетската состојба во Република Македонија, затоа што за прв пат немаме премиер кој откако ќе дојде на премиерската функција ќе стапи во бизнисот за струја. Не, ова е директен представник на енергетската олигархија која на нас ни ги уништува животите со децении. Премиерот и сите кои ќе ги назначи, вклучувајќи го и овој председател на РКЕ, директно ќе работат во интересот на индустријските поединци и директно против интересот на граѓаните. Пред да преминеме повторно ќе кажам на кадровското решение. Мора да се напомене дека заносниот бизнис на политичко-енергетските врски во Република Македонија го одзимаат можноста егалитарно да се решаваат кризите, напротив, телата и институциите во Република Македонија дозволуваат од кризите да се профитира, како што е случајот и сега. Затоа со новото назначување на председателот на РКЕ, не само што нема да се смени ништо, напротив, ќе се продлабочи истицувањето на средствата од џебовите на граѓаните. За кратко да ја експлицираме историјата на РКЕ, сакаме да искоментираме за предходните председатели на оваа регулаторна комисија, па затоа ќе почнеме од предходниот, тоа е Марко Бислимовски, кој долг низ години председаваше со оваа комисија. Марко Бислимовски бил активен член на СДСМ од Бутел и член на Централниот одбор на СДСМ. Прво бил вработен во регулаторна комисија за енергетика како раководител на сектор, па потоа избран и за председател на регулаторната комисија. Пред него го имаме Димитар Попов, кој бил председател на регулаторна комисија во 2 мандати, од 2009 до 2018 година. Тој е кадар на ВМРО ДПМН од Општинскиот комитет од Кратово и значајно за тоа што Димитар Петров пред да добие назначување за председател на регулаторната комисија, тој уживал раководни позиции во ЕВН во Ѓорче Петров. Откако ја напушта позицијата председател на регулаторна комисија, повторно како награда за неговиот ангажман како заштитник на интересот на ЕВН во регулаторната комисија, повторно се враќа на раководна функција во ЕВН. Повторно како награда за тоа што го сработил. Сега имаме ново решение, а тоа е господинот Ацо Ристов, кој е поранешен градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН на општина Радовиш. Ристов е близок бизнис соработник на премиерот Мицковски и тој не може да биде независен експерт кој ќе го води РКЕ. По тоа што ние го имаме добиено како информации, во регулаторната комисија за енергетика веќе има загрижување кај енергетската заедница со седиште во Виена за назначувањето на Ристов за председател на регулаторната комисија. Јас себе сега веднаш ќе ви најавам дека јас како приватно лице, како граѓани на Република Македонија, ќе го оспорам ова назначување со формална представка до енергетската комисија во Виена. Затоа што Ацо Ристов
ги нарушува критериумите на енергетската заедница во Виена. Тој не е независен кадар, тој е директно политички кадар на ВМРО-ДПМН. Откако ќе го направиме ова, тогаш да се правиме и да го играме орото на независноста. Затоа што пред 2 месеци, кога ви нудевме во собрание да се укине регулаторна комисија, затоа што имаме Министерство за енергетика кое треба да одговара политички за состојбата на граѓаните во Република Македонија, вие тоа не го прифативте. Зошто? За да биде независно. Ајде да го играме независно торо. Господин Ристов, ние ќе го оспориме вашето назначување пред енергетска... Се извинувам. Леле, се извинувам, многу се извинувам. Значи, ќе го оспориме пред енергетската заедница во Виена, затоа што ова назначување директно ќе ги наруши начелата за независност за работење на ова тело. Во меѓувреме, додека се назначува партиски кадар на ВМРО-ДПМН на позицијата регулаторна комисија за енергетика, Министерството за енергетика, што јавноста веќе ја познава како еден од најнеуспешните министри во оваа влада на ВМРО-ДПМН, рече дека во тековната криза тие следеле и како што ќе следат, ќе доаѓаат до адхок решенија. Што значи тоа? Дека нашата држава, небитно што се сочува со кризи, кои се повторуваат и кои се циклични, нашата влада не знае да научи нешто од кризите, не гледа аналогно на како се справуваат другите држави, не, нашата држава има само за цел да го заштити приватниот бизнис. Најскандалозното нешто што се има случено со регулаторна комисија во изминатиот период е што на почетокот на овој месец, откако се затвори Ормускиот теснец, откако цел свет знаеше дека ќе западнеме во шокови ценовни со нафтата, регулаторна комисија за енергетика го смени правилникот за утврдување на цената на горивата. И наместо да се утврдува цената на секојдневно ниво, како што беше случајот од 2022 година, тие заради картелското здружување, затоа што се директно во джебот на олигархијата енергетска представена преку ликот и делото на Мицкоски, тие го сменија за да може да се максимизираат профитите. Кога? Откако се затвори Ормускиот теснец и на основа на тоа што веќе комерцијалните залихи беа пополнети. Комерцијални залихи кои беа пополнети со едни цени, кои регулаторна комисија за енергетика сега им дозволи на оние кои ја продаваат, кои ги продаваат горивата, да заработуваат максимални профити. Тоа се случи. Регулаторна комисија за енергетика дозволува картелско изживување врз граѓаните на Република Македонија. И се е тоа под презнакот на независноста. Ние 20 години од ЕВН не добиваме дигитализација, додека други држави на Балканот, како на пример Словенија, веќе имаат мерни станици очитување од втора генерација на ваква технологија, Македонија 20-25 години не може да добие дигитализација и такво едно мерење и очитување на броилата. Зошто? Затоа што регулаторна комисија за енергетика, знаете ли што признава за инвестиции на ЕВН? Бандери. Бандери им признава за инвестиции. Наместо да ги притиска да се дигитализираме, не, бандери им се инвестиции. И затоа ЕВН 60 милиони евра профит остварува годишно за 2024, бидејќи за 2025 нема уште пресметки, а ЕСМ од која сте вие на власт плюс 190 милиона долг. И сега имаме 330 милиони евра долг на ЕСМ, додека ЕВН остварува 60 милиони евра профит по сите ЕВН, Хоум ЕВН, така натаму и така натаму. Значи, регулаторна комисија за енергетика му дозволува на ЕВН да остварува максимални профити без да ја подобрува услугата, без да ја подобрува да го подобрува еквилибриумот во електроенергетскиот систем на Македонија. Регулаторна комисија за енергетика, на сите ваши братучеди им има дадено дозволи за фотоволтаици, уште на глави да си ставите фотоволтаици, ама проблемот е што немаме компензацијски капацитети, немаме батерии за тие фотоволтаици. И потоа, за Великден ќе ни избива електроенергетскиот систем заради вашите фирми со фотоволтаици, кои регулаторна комисија за енергетика ви ги дозволува. Во меѓувреме нема да се прави чебрени галиште, ама затоа фотоволтаици ќе се отвараат. Во суштина, јас сакам за јавноста да го искористам овој последен момент на мојот говор. Секој пат кога ќе го видите Ристов
на телевизија како ја зголемува цената на струјата, погледнете го во него лицето на Мицковски затоа што тој е одговорен за тоа. Благодарам.